Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Протерий, светиот Василий Исповедник, свештеномаченикот Нестор епископ Магидиски и светиот Николај Јуродив Псовски. Свештеномаченикот Протерий. Овој светител бил презвитер во Александрија во она време кога патриарх во тоа место бил еретикот Диоскор, еден од двигателите на монофизитската ерес, која учела дека во Христа нема две природи, туку една. Во тоа време царувале Маркијан и Пулхерија. Протерий, маж свет и благочестив, станал против Диоскора, поради што претрпел многу беди. Тогаш бил свикан четвртиот Вселенски собор во Халкидон, на кој монофизитската ерес била осудена, Диоскор бил исфрлен од патриаршискиот престол и испратен во заробеништво. На неговото место бил избран овој првоверен маж Протерий. Тој управувал со црквата со ревност и љубов на вистински Христов следбеник. Но следбениците на Диоскор не престанале да прават метеж во Александрија. При еден таков крвав метеж, светиот Протерий излегол од градот со намера привремено да се оддалечи, но на патот му се јавил светиот пророк Исаија и му рекол: "Врати се во градот, јас чекам да те земам." Протерий се вратил и влегол в црква. Сознавајки за ова, побеснетите еретици навалиле во црквата, го фатиле патриархот и со ножеви го избодиле. Со Протерија погинале тогаш уште 6 христијани. Така примил маченички венец за вистината, православна, овој прекрасен пастир на стадото Христово во 457 година. Елици во Христа крести сте сја во Христа.
Светиот Василий Исповедник, другар и сострадалник на светиот Прокопий Декаполит. Василий му бил верен последовател на својот учител Прокопий и во мирно и во гонењето. Многу маки претрпел од иконоборците, а кога иконоборците пропаднале, по Божјата промисла Василий се вратил заедно со Прокопий во својот манастир, каде што во пост и во молитва долго се подвизувал и мирно завршил во 747 година. Свештеномаченикот Нестор епископ Магицки се одликувал со голема кроткост. Во времето на Деки бил изведен на суд и остро мачен заради Христа. Пред смртта видел во визијата жртвено јагне, кое тој го протолкувал како знак за својата скорешна жртва. Бил мачен од епархот Публи и најпосле на крст распнат во Пергија во 250 година. Светиот Николај Јуродив Псовски. Живеел Јуродив живот во градот Псков во времето на царот Иван Грозни и се упокоил на 28 февруари 1576 година. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.